Јас не се чувствував како другите момци, не сакав да пример да играм фудбал со нив, не сакав да се дружам со нив, генерално имав женски друштва, се дружев повеќе со девојчиња, генерално сакав да носам женска облека, да изгледам како нив, сакав да се однесувам како нив. Иако живеев во згрижувачко семејство од мои 5 години, сепак не можев да живеам слободно како тоа што сум, бидејќи сепак и јас имав страф од тоа неприфаќање, неподдржување. Целиот мој живот, вистински живот, како трансродна девојка започна од кога дојдов во Скопје. Од кога започнав со хормонска терапија и кога почнав да живеам онака како навистина се чувствувам. На згрижувачите каде што пораснав, им соопштив едноставно дека јас сум девојка, не сум момче, дека сум само заробена во тоа тело и дека тоа тело не го чувствувам дека ми припаѓа, дека не е мое едноставно и тој беше целиот момент. Сепак од нивна страна, на почеток наводно се прикажаа дека го поддржуваат тоа заради моја благосостојба, но со текот на времето сфатив дека едноставно не го поддржуваат тоа. Искрено не знам колку долго моите сакаат да не биде кажано на поширока фамилија дека немаат ќерка, имаат син. Тоа е еден долг процес на прифаќање. Од страна на мајка ми, првиот пат кога брат ми излезе како транс лице, имаше вриштење, пиштење, имаше многу плачење од моја страна, од страна на мајка ми. Меѓутоа, нели, со тек на време, ева колку години да имаме поминато, мајка ми го користи неговото име и користи неговите заменки. Со татко ситуацијата е подруга, зашто никогаш не сме биле многу блиски со татко ми. Меѓутоа, гледам дека и он се труди, нели, може би нема да го искористи името, но нема да искористи, но ќе ги искористи точните заменки, што ние многу сме среќни за тоа. Некој ден имав ситуација во банка каде што ме видела на личната карта и јас на личната карта сепак изгледам како девојче, но сепак сум различна и гледаат дека пишува таму М, а не пишува Ж и на некој начин се запнаа за тоа и ме испрашуваа одоколу, не знаеа како да изреагираат, мислеа дека сум ја украла личната карта и сум ги украла податоците и сакам да извадам пари или такви ствари. Тоа е доста долг и многотрпен процес. Не е едноставно како транс девојка да се сменат податоците во Македонија. Треба да се донесе закон едноставно за правно признавање на полот во личната карта, со кој што се уште има дилема во однос на тоа. Во ситуацијата со брат ми, мајка ни знае и го поддржува и со неа имаме најдено и нели биде на хормонална терапија и да менуваме име и сите тие работи. Меѓутоа, доколку ја нема таа поддршка, мислам дека е крајно тешко да нели сам против светот, односно нели сам против општеството. Доживував и доживувам се уште дискриминација од страна на многу луѓе, генерално од страна на општеството и државата каде што живееме секако. Сум се соочувала со булинг во училиште,
А веќе сум скоро 3 години на хормонска терапија и ми е супер, многу ми е подобро и доста промени се случија со хормонската терапија и со моето ментално здравје и со мојот физички изглед.